Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате 25 нови случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа, од кои 4 во Тетово. Објавена снимка на социјалните медиуми во која се гледа физичка пресметка помеѓу полицајци и цивилно лице. Од 1 јуни започнуваат уписите на првачињата. Годинава пак матурираат околу 2000 ученици. 25 нови случаи на COVID-19 во земјава во изминатите 24 часа. Од нив 4 се од општина Тетово и соседните општини. Бројот на новозаразените пациенти со COVID-19 овој регион го става на првото место по бројот на активни случаи после градот Скопје. На денешниот кризен штаб кој го одржа општина Тетово, беше констатирано дека се почестите случаи на заразени со коронавирус е доволен показател дека граѓаните мора да ги почитуваат мерките на здравствените власти, пред се за носење на заштитна опрема и држење на физичка дистанца. Имајќи го предвид фактот дека кај нас активирањето дојде по доцна, нормално дека и може да потрае, и плюс и густото население, значи што го имаме како средина. Нормално дека ние како кризен штаб апсолутно сметаме дека треба да се продолжи со олеснување на мерките. Но исто така ја користиме приликата да повикаме на тоа што зависи директно од граѓаните, значи да припазат повеќе. Значи, апсолутно сметам дека ние од нас зависи дали ќе се собираме по домови, дали ќе примаме посети, дали ќе ги пазиме повеќе луѓето со кревко здравје кои ги имаме по дома. За жал, искуството на неколку починати последните денови, пак велам за жал, е резултат на ваков тип на посети, на доаѓање на вирусот од надвор и нормално дека секој организам има свој коморбидитет и таква состојба. И граѓаните сметаат дека недоволно се почитуваат мерките. Тука е хаос, нема ни дисциплина, ништо. Не дава казни. Дај му казна 500 евро, па да видиш како ќе го држи дистанца. Не су криви граѓани. Например, Стопанска има многу гужви. Има 2 банка овде, али една е затворена. Зашто затворена? Треба и држава да дава услови. Ние мислимо дека треба, затоа и носимо, ама сега секој индивидуално. Дисциплина наметната, тешко дека овде може да се спроведе. Све е до овде. Сметам дека свите треба да бидеме дисциплинирани кога е прашање здравје. Инаку Тетовскиот регион по бројот на активни случаи е прв во Македонија после градот Скопје. На 18.5.2020 година во Тетово и околните општини се регистрирани 4 нови случаи со COVID-19, со што вкупниот број на диагностицирани е 147. Овој број фактички досега исто така покажува дека имаме оздравени лица 56 од нив, додека 13 починали. По општини бројката на заразени е последниот редослед. Општина Тетово 68, починати 4, општина Боговиње 47, 6 починати, општина Теарце 10, општина Брвеница 12, со 1 починат, општина Јегунавце со 4 случаеви и општина Желино 6 заразени, а починати 2 лица. Во изолација по одлука во општина Тетово се вкупно 142 лица, во самоизолација 62, додека во државниот карантин на Попова шапка има 61 лице. СВР Тетово информира дека во текот на овие денови издадени се 295 забелешки за неносење на заштитна опрема. Неколку нови случаи со COVID-19 во општина Теарце, откако еден период состојбата била стабилна. Од кризниот штаб информираат дека вкупната бројка на заразени лица во оваа општина изнесува 9, од кои 5 се оздравени. Од почетокот на пријавата на пандемијата, од страна на градоначалникот на општина Теарце е формиран кризниот штаб, кој одма почна со превземање на мерки за спречување на проширување на вирусот. Како
мерка за спречување може да напоменаме дека одма почнавме со дезинфекција на јавните објекти, исто така е направено и дезинфекција на сите улици низ територијата на општина Теарце. Состојбата во почеток беше многу стабилна, па со време имаше заразени со вирусот, па неколку недели ситуацијата пак беше стабилно, но во последното време пак иде на полошо, значи имаме и нови случаи. Значи од почетокот на пандемијата до сега во општина Теарце се офатени со вирусот, се заразени со вирусот 9 лица, од кои 5 се излечени, уште 4 се во понатамошен третман. Исто така имаме околу 14 луѓе кои се во изолација, од кои 6 се со решение од здравствените јавна установа. Ефектите од пандемијата врз општинскиот буџет на Гостивар ќе испливаат на површина во наредните месеци. Што се однесува до првото тромесечие, кога уште немаше корона криза, надлежните сметаат дека реализацијата на буџетот била добра. Буџетот на општина Гостивар во првите 3 месеци од годинава е реализиран со над 20%. Надлежните од секторот за финансии оценуваат реализацијата како добра. Сепак треба да се има предвид дека во тој период се уште немаше корона криза и ефектите од пандемијата врз општинските финансии ќе испливаат на површина во наредните месеци. Извештајот за буџетот за првиот квартал ќе се најде на седница на Советот закажана за оваа среда. Значи имаме една реализација добра, што значи ако ова ќе продолжи до крајот на годината, ние ќе имаме до 90% од ово планиран буџет без ребаланс, без ништо. Ако одиме подетално, значи во основниот буџет имаме 21% реализација, во самофинансирање имаме 22%, во дотациите имаме 25%, и кај донациите имаме 6,5%. Од наплата на даноци во првиот квартал во буџетот се влеале 11,5 милиони денари. Елези објаснува дека тие средства се всушност од даночни решенија испратени до граѓаните и фирмите минатата година. Овој период кај даноците имаме 11 милиони и 500 реализација, што значи е просекот добар, но овој период е малце поспецифичен, што до 31. Значи, оделението за даноци и комунални такси ги припрема решенијата за даноци и комунални такси. Значи, овој период се даноци и такси од претhodна година, што не се опфатени 2020. Значи, ние очекуваме овие другите квартали да биде подобро реализацијата на даноци и комунални такси. Буџетот на општина Гостивар за 2020 е проектиран на околу 18,5 милиони евра. Ребаланс со известни поместувања најверојатно ќе има кон средината на годината. Инаку седницата на Советот во среда ќе се одржи онлайн преку апликацијата Zoom. Ова е прв пат Советот на Гостивар да заседава на ваков начин, а се практикува поради препораките за заштита од коронавирус. СВР Тетово превзема мерки за расчистување на случајот во врска со објавената снимка на социјалните медиуми, во која се гледа физичка пресметка помеѓу полицајци и цивилно лице, следува полицискиот билтен на СВР Тетово. Во врска со видеоснимката која вчера беше споделена на социјалните мрежи, каде се гледа физичка пресметка помеѓу полициски службеници и цивилно лице, секторот за внатрешни работи Тетово информира дека ќе бидат преземени сите соодветни мерки и активности за целосно расчистување на случајот. При тоа во координација со јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за полициските службеници кои биле инволвирани во настанот е започната дисциплинска постапка, а Оделот за внатрешна контрола при МВР ќе преземе соодветни мерки во врска со пропустите и пречекорувањата во врска со настанот. Од СВР Тетово информираат и за сообраќајна незгода случајна вчера на локалниот пат село Джепчиште, село Требош, во која учествувале патничко возило управувано од 25-годишен тетовец и велосипед управуван од 22-годишник, кој се здобил со телесни повреди и бил пренесен во клиничката болница Тетово за укажување лекарска помош.
3 простории изградени од дрвена конструкција изгореле во пожар во Бачило, лоцирано во атар на село Ѓурѓевиште, сопственост на жител од село Горјане, предизвикан од непознат лице. Според пријавеното бил извршен и обид за запалување и на просторијата за чување на млечни производи, но пожарот сам се изгасил. Повредени лица нема, а увид извршила екипа од ОВР Гостивар. Во полицискиот билтен регистрирани 2 случаи на каснување од кучиња бездомници во Тетово. 14 лица во изминатите 24 часа не ја почитувале одлуката за ограничено движење. 7 во Тетово, од кои 2 малолетници и 1 странски државјанин и 7 лица во Гостивар. Истите биле лишени од слобода и против нив ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Според статистичките податоци на СВР Тетово, во овој период нема нови лица во изолација, односно самоизолација, а биле контролирани досегашните лица кои се изолирани. Додека за вкупно 295 лица се преземени мерки поради непочитување на наредбата за користење на заштитна маска од воведувањето на истата. Со олабавувањето на мерките продолжија градежните активности во населените места во општина Јагуновце. Во тек се работите за реконструкција на 2 патни правци. За неколку дена треба да биде завршена рехабилитацијата на локалниот пат Вратница-Беловиште, односно негово асфалтирање во должина од 1450 метри, како и поставувањето на бекатон плочки во должина од 740 метри на патот од Беловиште до регионалниот пат Тетово-Јажинце. Активностите започнаа на почетокот на март, но поради пандемијата со коронавирусот, одреден период беа запрени, информира градоначалникот на општина Јагуновце Дарко Блажевски. Со намалување на мерките на владата на Република Северна Македонија продолжуваме со реализација и така да е истиот проект локалниот пат Вратница до Беловиште од 15 петок почнаме со асфалтирање и до крај на неделава мислиме да се заврши. Исто патот што кажав Беловиште регионалниот пат и он е више при крај. Значи треба да се довршат со банкини од страна и да бидат реализирани. За реализација на овие 2 проекти можам да се заблагодарам на владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој што ни обезбедија финансиски средства за да се реализираат овие 2 проекти. Градоначалникот Блажевски вели дека ќе бидат продолжени и активностите за изградба на спортска сала во дворот на основното училиште Александар Здравковски во Јагуновце, а планиран е и проект за изградба на културен дом во ова населено место. Фатмир Битичи, советникот на премиерот за економија, денеска ги изнесе придобивките од третиот пакет економски мерки, кои беа соопштени вчера од страна на премиерот Оливер Спасовски. Преку воведување на платежните картички од вредни 9000 денари за околу 100.000 граѓани ја стимулираме понудата за домашни производи и услуги со директна парична поддршка од државата преку потрошувачка на самите граѓани. Корисници на платежната картичка може да бидат невработени лица, баратели на работа, кои немаат над 15.000 денари месечни приходи, како и примателите на гарантирана минимална помош. Вредноста на оваа мерка е 16 милиони евра. Интервентно го активираме домашниот туризам преку ваучер вреден 6.000 денари за користење во домашните хотели и други сместувачки капацитети, а граѓаните ќе добијат и платежна картичка од 3.000 денари за купување на домашни производи и услуги. Со оваа мерка се офатени сите вработени граѓани што примаат нето плата помало од 15.000 денари месечно и немаат други приходи. Тоа значи дека без разлика на месечните примања на едно домаќинство, членовите од семејството кои имаат лични примања под 15.000 денари месечно можат да бидат корисници на домашниот туристички ваучер и платежната картица. Парична поддршка за млади до 6.000 денари за покривање на партиципација во универзитет или за сместување во студентски, ученички домови и регистрирани смесувачки капацитети за студенти и средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи. Платежна картичка
од 3000 денари за домашни производи и услуги, за да се обезбеди куповната моќ како придонес кон студентскиот и средношколскиот стандард. Ваучери до 30.000 денари за кофинансирање на обуки за IT и дигитални вештини, за подржување на младите да бидат конкурентни на пазарот на труд и брзо да се вработат во новата развојна економија. Во име на посветеноста на здравствените работници кои се бореа во првите редови во битката со COVID-19 и во знак на благодарност, владата ќе ги награди докторите и медицинскиот персонал на инфективните клиники и оделенја, на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, на Институтот за јавно здравје и центрите за јавно здравје, како сите членови на тимовите од итна медицинска помош со 20% повисока плата за 2 месеци, која ќе биде исплатена преку домашна платежна картичка. На сите лица кои останале без работа во периодот од 11 март до 30 април 2020 година ќе добијат паричен надоместок за 2 месеци, вклучувајќи ги оние кои го прекинале својот работен однос преку писмена изјава, спогодбено, но и добиле отказ од работодавачот. Воведуваме викенд без ДДВ за сите граѓани кои преку поевтини цени ќе потикнат потрошувачки и раст на приходите во домашните производствени и продажни капацитети, оние кои што најмногу се погодени во периодот на корона кризата, како што се продавниците за гардероба, бела техника, мебел, санитарија, школски прибор и книги. На 1 јуни започнуваат уписите на првачињата во основното образование. За запишување во прва година од средно образование пак има слободни 3680 места. Бројката на ученици матуранти е околу 2000. Од 1 јуни ќе започнат уписите на првачињата во тетовските училишта. Требаше да се реализираат од 1 мај, но заради ситуацијата со коронавирусот, уписите беа одложени, а ќе траат до 15 јули. Училници има, основните училишта се подготвени за примање на првачињата, вели Ахмет Ќазими од секторот за јавни дејности. Училиштава се подготвени за прием на првачињата, направени се комисиите кои што ќе извршат упис на ученици во прво одделение, средено е и со бројот на училници на кои што ќе бидат прифатени учениците. Од друга страна се формирани и комисиите кои што тоа ќе го реализираат и очекуваме да бројката која што е предвидена ова година да се упишат во прво одделение, дека ќе се реализира во што поголем број. Бројот на ученици што треба да се запишат во прво одделение е 1739 ученика во Тетово и селата кои што се од општина Тетово и се надевам дека околу 1200 ученика ќе се запишат во прво одделение. Родителите на првачињата ќе треба да се обратат во училиштата за да се изврши уписот на детето. Што се однесува до средните училишта пак, уписите исто така се извршуваат лично, но дел од нив нудат запишување во средното образование и по електронски пат. Се уште немаме некоја промена на правилникот за упис во прва година и за средно образование училиштава се подготвени да ги примаат учениците. Веќе е во тека кампањата која што се реализира онлайн во основните училишта за приемот на учениците. Се направени и комисии кои што веќе работат на тоа. Реализирани се и кампањи во училиштава. Тие се реализирани преку интернет, онлайн. Документиве и таму е потребно лично да се достават, но ако ќе има некоја промена и за тоа благовремено ќе бидат известени основно те училишта како и сами матурантиве кои што оваа година ќе се запишат во прва година. Бројката на полуматуранти годинава во Тетовско е околу 2000. Бројот на слободни места во прва година од средното образование изнесува 3680 ученици. Предвидено е да се примаат по 34 ученици во еден клас, а бројката на оние ученици кои го завршуваат средното образование исто така е околу 2000.
Управата за хидрометеоролошки работи го потпиша договорот за јавниот оглас услуги за модификација на време со авионско засејување, со што започнува и реализацијата на заштитата од временски непогоди со авионско засејување на облаците. Денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, заедно со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи Ивица Тодоровски, на спортскиот аеродром Стенковец присуствуваа на првиот пробен лет на авионите кои ќе вршат засејување на облаците. Авионското засејување на облаци за заштита од град ќе се спроведува на целата територија на нашата држава. Со овој модерен систем на заштита од град ќе придонесеме да не се повторуваат штетите на земјоделското производство предизвикани од временските непогоди, а со тоа ќе биде заштитен и трудот на земјоделците. Значи, откако радарските центри на Управата за хидрометеоролошки работи ќе детектираат нестабилната воздушна маса во која се создава градот, дојавуваат до економскиот оператор и тој треба во најбрзо време и на најквалитетен начин да изврши засејување со сребреодит на тие воздушни маси. Можам да кажам само уште дека ова не е од ден за ден, туку веќе 2,5 години континуирано се прават подготовки за да дојдеме да преземеме еден ваков чекор. Почитувани, ова беше последната информација за денес. Почитувајте ги препораките, чувајте го вашето здравје и здравјето на другите. Останете со Кисиме Нада. Следува спортскиот преглед. Пријатно!